Темата на која што работев се однесува на работата на управата за водење матични книги, која што се соочува со проблеми и од страна на вработените, а незадоволство изразуваат и граѓаните кои што ги користат услугите. Проблеми се нотирани во извештајот на Државниот завод за ревизија, кој што нотира над 20.000 погрешени изводи со сгрешени податоци внатре во извадените документи во 2019 година, како и финансиска дупка поради неуплаќање на различни видови на такси. И проблемите кои што се внатре во институцијата најдобро беа сумирани во штрајкот кој што го почнаа вработените и траеше околу 7 недели. И тие бараат, значи, донесување на нов колективен, односно на единствен колективен договор, немаат тие колективен договор, кој што ќе регулира повеќе права и обврски. И всушност во однесењето на тој колективен договор може да се нотираат, може да се види решението на голем број на проблеми на вработените. Еден од тие проблеми е исклучително ниската плата, за која што од синдикатот, независниот синдикат на управата за водење матични книги кажа дека е нешто над 14.000 денари, значи дека има службеници кои што не ја земаат ниту минималната плата, што со овој колективен договор би требало да се реши. Што се однесува до лошите оценки од страна на граѓаните, односно од нивното незадоволство за работата, од управата кажуваат дека станува збор за некои стари книги со податоци, со лични податоци на корисниците, на граѓаните, кои што тие мора да ги препишуваат рачно, што дополнително ја засилува потребата од уште по-добра и поефикасна дигитализација на услугите, која што исто така представува проблем, со оглед на тоа што иако оваа услуга за вадење на изводи, венчаници, уверенија за слободна брачна состојба и така натаму е достапна на порталот e-услуги, сепак се случува изводите да не пристигнат на адресата од каде што е нарачката, па повторно да треба да се оди со физичко присуство и да се вадат тие документи.